Седам во манастирска тишина, а слаб зрак допира однадвор и ја осветлува Климентовата фреска. Светја гори пред неговиот лик, ја бразди секоја воздишка на маченикот. И ти, недостоен грешник, ме молиш. Од Бога дахновен органаме, уме духовен усто, благоглас на јазику, ме дотече. Клименте, светителе, моли се за тие што ти чинат светол спомен. Откако пострада, како ангел се јави на земјата, озарувајќи ги срцата на верните, секогаш со Божи знаменија, а нас смирените и недостојните не приближи кон себе поради својата љубов и благост. Зашто знаеше дека безделието учи на секакво зло, како што рекла премудроста која учи на секое добро. На твојата светлина и се приколнуваме, блажени со умилен глас тебе ти пееме, со зраците на писмото го напојуваме сиот свет со наука, Оче Клименте. Не даде сон на своите очи, ниту дремка на клетките, напротив. Грижата за својот народ ја сметаше за своја храна и наслада. Седам во манастирска тишина, светјата полека догорува и се разлева на моите дланки, како солзи за неумората Твоја, светителе Клименте. За сите празници ти состави слово, прости и јасни, кои не содржат ништо, ниту длабоко, ниту многу мудро, но такви што се достапни дури и за најпростиот словен. Со такви ти ги хранеше душите на оние што не беа во состојба да примат потврда храна, и на тој начин стана втор Павле за вторите Коринтијани и Словените. Радувај се денеска, црква Божја, кликнувам. Аз, буки, веди. Препознавам во звонот на камбаните, ќе се слева во бескрајот на Белото езеро. Во чест на светителот денес празнуваме. Почитувани присутни, добродојдовте на чествувањето на патрониот празник на Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, годинава во чест на мајсторот на современата македонска драма Горан Стефановски. Го повикувам директорот на библиотеката, магистер Бојан Стефановски, да ви се обрати. Почитувам председател на Советот на општина Битола, господин Валентин Груевски, почитувани почесни конзули во нашиот град, почитувам декан на педагошката факултет, господин Габор Петровски, почитувам председател и членови на управниот одбор при Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, почитувани посетители, драги гости и соработници. Еве еден парагот на одбележување на нашиот патрон, најголемиот празник на нашата национална установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола. Име кое со почит и гордост го носиме и го споменуваме. Име кое не само за нас, туку и за нашата света македонска православна црква, Универзитетот во Битола и севкупно за нашата држава е значајно и најзначајно сонце кое постојано низ вековите не грее со зраците на светиот Климент Охридски чудотворец. За македонската и општо словенската култура и просвета од огромна важност е книжевната и просветителската дејност на Климент Охридски во нашата држава. Тој е еден од директните ученици на сумунските браќа Кирил и Методи и најдоследен поддржувач на нивното дело. Особено внимание му посветуваме и ние, работниците од благородната дејност и наука библиотекарството, затоа што тој е зачетникот на тоа дело на овие простори и благодарение на него и неговите посветени, просветени и просветлени ученици, следбеници и влюбеници во писмото и творештвото наменето за човекот и народот,
се поставиле подсврсто темелите и на тамошниот развој на верата, вербата, просветата, науката и што е за нас најзначено библиотечната дејност. Свети Климент Охридски со својот дух, значеност, работливост, трудолюбивост и упорност до средството уште повеќе преку своите мисии до Печевица и Охрид, преку Охридската книжевна школа, тој наш универзитет на Плавошник во Охрид и пошироко, каде од височините и до височините се спојуваат небото и земјата со водата. Со брановите на Охридското езеро и врвовите на планината Галичица, се до безкрајот. Ете таму овој неуморен свет човек, чудотворец, работејќи на свој својствен начин, описмени околу 3500 ученици, што представува своевиден рекорд не само за тоа време, туку и за денешното. Климент е еден од најплодните средновековни писатели, чие дело долго и не беше познато на науката. Дури во 40-те години на минатиот век бил откриен еден ракопис од 12-13 век, кога и почна активно да се бара и проучува богатото Климентово книжевно дело. Како плод на долгото проучување денес може да се најдат 15 творби напишани од Климент. Поголем е бројот околу 40 на средновековни текстови пишувани на словенски јазик кои му се припишуваат на Климент врз основа на анализа на стилските и содржинските карактеристики. Од целокупната класификација на неговите дела, посебно се одделува врвната творба на Климент Охридски, похвала блажена оца нашего и учителя словенскаго Кирил Филозоф. Во оваа творба се изнесува безкрајната љубов кој својот учител Кирил, создавачот на словенската писменост и книжевност. Секако дека бројот нови творби кои му се припишуваат на Климент не е целосно исцрпен, бидејќи разни научни работници постојано го прошируваат тој број со нови откритија и предпоставки. Климент напишал доста голем број на дела, кои представуваат основна духовна грана за народот. Сите дела, собрани на едно место, сочинуваат една цела мала библиотека. Се наметнува прашањето каде и како се читали ширени овие дела. Имајќи го предвид фактот дека умножувањето на делата во тоа време било доста тешко. Иако имало доста писмени препишувачи, сепак не биле во можност да ги препишуваат во толков број примероци за да ги рашират по сека места. Поради тоа се чувале и читале во одредени места, тоа е во манастирите. Познато е дека Климент, пред да стане епископ Величи, го изградил својот манастир во Охрид, што го посветил на Свети Пантелеймон. Освен овој манастир, изградил и друга црква која подоцна била претворена во катедрална црква, така што во времето на Климент Охридски во Охрид имало 3 цркви, од кои 2 изградил Климент. Секако дека овие цркви и манастири Климент заедно со своите ученици и каде го поминало времето од времето, и овде неговите дела се пишувани, читани, ширени, тоест препишувани од неговите ученици. Подоцна, бројот на црквите и манастирите во нашата земја се зголема, така што тие стана главно културно-просветни центри каде луѓето доаѓале во допир со книгата. При крајот на Теофиловото житие за Климент се кажува како Климент ја снабдил црквата со песни слични на псалмите. Овие песни биле составени за мнозина од светиите, а вториот дел од нив по својот карактер биле молитвени и благодарствени. Со овие песни ги трогнувал душите на верниците. Овие песни се пееле хорски или еден читал, тоест пеел, а другите слушале. Тој начин на пренесување на пишаниот збор се задржал доста долго. Познато е дека во македонските читалишта во 19 век во недостиг на книги и вестници. Еден читал, обично читалот или предпоставениот на читалната, а другите слушале. Читањето и воспевањето на Христовата вера се завршувало на определени места, а тоа се црквите и манастирите, кои представувале еден вид читална. Тие низ вековите одиграле пресудна улога при културно-просветните издигнување на македонскиот народ. Црквите и манастирите во нашата земја биле главни жаришта каде се припишувале и ширене не само Климентовите творби, туку сите црквени дела кои представувале главна и единствена лектира на македонскиот човек. Се до 19 век кога се појавиле делата на македонските прелопеници и посветители. Со отварање на првите цркви и манастири на Климент и Наум во Охрид, како исполнување на истите со оригинални и преведени дела се постави основите на црквено-манастирските библиотеки. Тоа книголюбие и човеколюбие што Свети Климент Охридски го зачнал и оставил како аменет и наследство за идните генерации. Огнот кој тлее до денешни дни останал да се проширува и во нашата секојдневна работа и дејност по која основата е книгата и книжевноста. Не случајно тука, денес во овој храм, каде се негува и векува книгата, каде се чува и слави името и делото на Свети Климент Охридски, по програмскиот дел ќе следува чествување на делото на Горан Стефановски со остав на неговото
што страна на реномираниот македонски поет, есеист, литературен критичар господиот Рада Силен и господјата Весна Мојсовска-Чепишевска, редовен професор на Филолошкиот факултет Блажи Ковеска и господјата Јоана Поповска, доен на Битолскиот народен театар со фрагменти од драмите на Горан Стефановски. Ќе го промовираме нашето издание зборник на излагања од 14-та равнокрајна средба со битолските писатели, списанието библиотечен ден број 48 и 49, а во ходот е поставена изложба насловена како нашите 365 дена. Морам нескромно да кажам дека во изминатава година постигнавме забележителни резултати во реализација на проекти одобрени благодарение на Министерството за култура на Република Северна Македонија. И што им благодариме за довербата што има при доделување листите кои воедно ја оправдавме со нивна успешна реализација. Особено во нашите секојдневни работни обврски на библиотечната дејност, издаваштвото, меѓународната соработка и размена, техничко-технолошкото совршување, како со современа апаратура, така и во програмско дело, како можеле да ги следиме најсовремените светски процеси на работа во нашата дејност. Исто така, е значено да се спомене избогатувањето и обновувањето на работниот простор, односно објектите на библиотеката, како екстерно, така и интерно, што во интерес не само на нашите вработени, но уште повеќе на корисниците на нашите услуги, читателите, членовите на библиотеката и општо граѓаните на општина Битола и пошироко, за кои впрочем работиме и постоиме. Во тој однос и секојдневното збогатување на книжниот фонд со нови наслови на книги, вестници, списања и совкупниот библиотечен материјал, како со белетристички изданија, моите почитувани сработници, на председателот и членовите на управниот одбор за поддршката во реализација на сите активности во нашата установа, на сите надворешни соработници и искрени поддржувачи. Во нашите заложби, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Битола да направиме уште посовремена, поуспешна, врвна установа од областта на библиотечната дејност, а со цел нејзините севкупни перформанси да бидат во функција и да им служат на луѓето кои за тоа имаат потреба. Во таа насока и со уште поголем елан и енергија ќе продолжиме да ги следиме и усовршуваме процесите во нашата дејност и во идниот период да истраеме и обстанеме пред предизвиците кои при тоа да очекуваат. Благодарам на вниманието. Морам да ви кажам дека при секое влегување во овој храм на книгата чувствувам посебна возбуда, бидејќи од 1965 до 1969 година, кога бев ученик во гимназијата Јосип Броз Тито, овој град, старата зграда на библиотека беше прибежиште не само за мене, туку и за многу мои колеги кои беа посветени на литературата. Во тоа време додуше Битола имаше повеќе книжарници, меѓутоа книгите за нас беа недостапни, прво од економски причини, но во исто време и библиотеката беше храм каде што ние најубаво се чувствувавме и затоа е ми многу драго што денеска сум присутен на ова свеченост, што ќе можам во кратки црти да проговорам за големиот македонски драмски писател Горан Стефановски. Затоа насловот јас го именував како феноменот Горан Стефановски. Современата македонска драма во последните децении на минатиот век ги доживеа своите звездени мигови по делата на авторите од помладата генерација. Секогаш навраќајќи се на извориштето на традицијата, овие писатели со силината на својот талент и со интелектуалната подготовка внесоа вистинска свежина и нови импулси во нашата книжевност. Во овој круг на имиња челно место зазема Горан Стефановски, чии дела придонесоа македонската драма да се афирмира и го развиените јазични средини. Неговата доминација во пошироки рамки беше присутна скоро 5 децении. Кон значајните остварувања на Стефановски треба да ги споменеме и драмските остварувања на Русумир Богдановски, Благоје Ристевски, Блаже Миневски, Дејан Дуковски, Венко Антоновски, Југослав Петровски, Сашко Насев и други, кои своја постановка доживеа на сцените на македонските театри.
Следејќи ги европските трендови во драмата и театарот, при тоа вешто градувајќи ги на наша почва модерните струјања ова уметност, Горан Стефановски го воздигна нашето творештво на рамниште на висок уметнички пиедестал. Во забрзаниот процес на освојување нови тематски подрачи, преку сценско видување на делата на овој автор, се афирмира и повеќе режисерски имиња кои придонесоа за афирмација и на многу значајни актерски имиња од Македонија. Горан Стефановски создаде антологиски драмски дела кои постојано се присутни и на сцените во повеќе европски метрополи. Овој писател уште во стартот на својата книжевна кариера најави дека не постојат мали јазични средини, туку напротив, дека за делата што општат на универзални релации принципите, границите се широм отворени. Неговите драми Јане Задрогас, Диво месо, Летво место, Дупло дно, Хај-фај, Тетовирани души, Кула Вавилонска и други ја афирмира македонската драма и театар и придонесува за нејзиниот брз развој. Со неоспорната дарба и својот интелектуален багаж, Горан Стефановски во современите текови на нашата литература се наметна како неповторлива појава која се вреднува со високи естетски критериуми. Творештвото на овој автор е проткаено со длабок филозофски набој, со јасни и прифатливи универзални пораки. Но големината на неговата книжевна филозофија е секако и во едноставноста, во целосната отвореност и комуникативност. Горан Стефановски во македонската литература понуди модел на своевидна драма. Тој изгради свој стил, а во исто време заокружи специфичен свет со творечки и пророчки далекосечни пораки. Јазикот во неговите драми е рационален, близок на ова време, чудесно приемчив. Според Гане Тодоровски, од уметничка и естетска гледна точка во драмите на Горан Стефановски се преникнуваат историјата и поезијата, екзистенцијалното и поетското, топиското и утопиското. Неговиот свет, светот на неговите драмски дела е исполнет со сугестивни и досега неоткриени ликови во нашето драмско творештво, со длабок и мудар диалог, мощно релефно сообразен со својата многузначност и автентични ликови, со сеопфатни алегории, со свежи и оригинални идеи, со длабок трагизам и длабок умор, со мощни експресивни метафори за нас самите во историјата и за историјата во нас самите. Неговите драми имаат несомнено историска димензија, со тоа тие содржат во себе една универзална смисла, зашто го откриваат на фонот на националните околности човекот во денешниот кошмарен свет и тој кошмарен свет во самиот човек. Како ретко талентиран драмски писател и широко образован интелектуалец, Горан Стефановски поседуваше харизма на творец на кого сите му веруваа, и критичарите, и режисерите. Но најмногу му верува бројните читатели и посетители на неговите драмски представи ширум Македонија, во поранешните југословенски центри и во многу европски метрополи, кај што тие во континуитет се публикуваа и изведуваа. Без сомнение, делото на овој писател го представува врвот на македонската модерна драма. Авторот, како народен мудрец, создаде уникатни творби во кои на највпечатлив начин се препознава националниот бит, но во исто време според креативноста и реализираноста националната слика тој ја пренесе со универзални пораки. Ако денес направиме една историска книжевна паралела, драмското дело на Стефановски ќе го квалификуваме како антологиски бисер, кога и сегашните и идните генерации ќе го чуваат како неодмелив столб на целокупната македонска драмска литература. Творештвото на Стефановски извира од мудроста на народот, ја осликува реалноста на нашето живење и низ призмата, и низ преплетот и призмата на мноштво теми ја бара смислата на историските премрежења, видени низ еден современ, модерен драмски ракурс. Всушност, традицијата на богатата драмска литература во името на овој писател ја доживуваме како кристално јасно резиме на драмските историски текови, започнати со основоположникот на македонската драма, Војдан Чернодрински,
преку представниците на битовата и современа драма Васил Илиовски, Ристо Крле, Антон Панов, Коле Чашуле, Томе Арсовски, па се до неговите современици Русомир Богдановски и Јордан Плевнеш. Тој беше следбеник на историските драмски текови, но беше и голем учител на бројни македонски автори, кои со гордост ја следат неговата книжевна врвица. Тука пред се мислиме на драмските писатели Сашко Насев и Дејан Дуковски, кои со голем успех се реализира во оваа книжевна област. За драмското творештво на Горан Стефановски се напишани бројни новински критики, кои избрани на едно место можат да опфатат повеќе томови, но напишани се и значени научно-истражувачки анализи и толкувања од големи зналци на современата македонска литература. По овој повод ќе ги споменеме студиозните огледи на академиците Гане Тодоровски и Георги Стаделов, како и прилозите на Ристе Стефановски, Иван Ивановски, Велес Милевски, Елена Лужина, Лидија Намазова и други. За творештвото на овој исклучителен македонски писател организирани се научни симпозиуми и трибини, а одбраните се и магистерски, докторски дисертации од автори чии дела се цитирани во научните кругови. Горан Стефановски припаѓа на генерацијата македонски писатели која првите творечки објави ги имаше во 70-тите години на минатото столетие. Во оваа бројна и без сомнение исклучително плодна генерација се профилира повеќе имиња кои денес се бројуваат во редот на значајните творци во нашата литература. Повеќето негови врсници кои критиката ги квалификува како творци родени во слобода, главно се реализира како поети и како исклучителни раскажувачи. Тоа се писатели кои своите интересирања ги насочија и кон литературната критика, публицистиката и преведувачка дејност. Значи станува збор за генерација која во период од скоро 50 години се реализира во повеќе литературни жанрови, добивајќи високи национални и меѓународни признанија. Горан Стефановски во доменот на својата определба, а тоа е драмата, представува предводник на современите текови на македонска литература. Тој создаде препознатливо, автономно, изворно и неодмирливо дело, високо вреднувано и од читателите, кои што споменав, и од тековните проследувачи на драмата и театарот, но и од научните согледби и анализи на од изворени познавачи на драмската литература. Неговиот влог во овој поглед има посебно значење и представува пример за творечка доследност и автономност. За големиот книжевен влог на Горан Стефановски може многу да се зборува и да се дебатира, зашто тоа е длабоко страснато во македонската почва и македонската судбина. Многумина ќе речат дека драмата е вештат занаед, како и секој друг занаед, но во занаетот се препознаваат и издвојуваат само големите и вистинските мајстори, а Горан Стефановски беше голем мајстор на зборот, духовит и луциден, со еден збор тој беше книжевен волшебник, чие дело ги поврзува нишките на македонската драмска литература. Неговото богато драмско творештво со сиот свој тематски и естетски сјај се вградува во најзначајните творечки остварувања на македонската литература и без сомнение представува пример на национална преподобра. Кога остана без зборови, безпомошен и во возвишена осама, се загледа во себе си и панично извика. Па во тоа тело некогаш имаше човек. Кога почна сосем да прилега на зборовите, кога почувствува дека конечно заминува, зборовите гласно извика: "Те молиме, повторно кога ќе се родиш, направи ни чест. Одново меѓу нас роди се." Со антеовата света песна која сведочи за моќта на зборот, се поклонувам пред споменот на Горан Стефановски, запишувачот на трагиката, длабоко човечкото, магиското, битот на еден народ. Запишувачот на безпатиците на личноста, на интимното и длабоко доживеаното чувство на роденост и одроденост, на суми бев, драмата на човекот и во човекот, како што пишува во Тетовирани души, иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност.
Повеќеслојна и херметички длабока неговата поетика е палимсесно накалемување на слоеви од книжевноста, општественото и политичко обкружување, но низ призмата на личното себе препознавање преку другоста, која значи менување на времиња, положби, сништа, домови и луѓе. Конечно и другоста и туѓото во душата. Токму за феноменот Горан Стефановски говореше почитуваниот поет, литературен критичар, есеист, господинот Раде Силја. Ја повикувам господја Весна Мојсовска-Чапишевска. Ја повикувам господја Весна Мојсовска-Чапишевска да ни ги во омја за своите импресии за година без Горан Стефановски. Почитувани, мојот денешно обраќање е насловено како конзервирани импресии. Година без Горан Стефановски. Оставаме намерни и ненамерни траги во туѓите животи, напиша Горан Стефановски во предговорот кон првата печатена верзија на своето драмско дело Чернодрински се враќа дома, далечната 1992. Го имам тоа издание, зашто бев на премиерата кога заедно со театарската карта за представата го добивме и драмскиот текст. Имав тогаш само 25 години. А ова негово дело следи запретани траги, вистините и нужни, предпоставени и веројатно кој ги оставил никој друг туку токму тој, Војдан Чернодрински. Ако се земе предвид констатацијата на Горан Стефановски дека во светската драма најдлабоки се трагите на Шекспир, а во нашата оние на Војдан Чернодрински, тогаш тука нешто е контрадикторно. Зашто кога навистина овој македонски творец го зазема таквото место во развојот на македонската драма, тогаш ние многу малку се зафаќаме со него, или како што ќе напише Александар Алексиев кон преговорот на ова издание Чернодрински се враќа дома од Горан Стефановски, тој пишува вака: само инцидентно по повод најразлични јубилеи или кога ни е потребен неговиот убоит драмски збор. Затоа ве молам оваа грешка да не ја правиме и со Горан Стефановски. И со него да се зафаќаме инцидентно или кога ни е потребен неговиот луциден, горчливо сладок, убоит драмски збор. Горан Стефановски пак на својот учител, книжевен татко, му се одолжи, освен со своето оригинално дело Чернодрински се враќа дома, уште и со еден колаж од сцени преземени од делата на Чернодрински под наслов Кино Чернодрински или I Love Чернодрински, во режија на Бранко Брезовац, поставен на сцената на Битолскиот театар. И тоа е се? Многу или малку? Се прашува во тој предговор Александар Алексиев. Малку или многу? Се прашуваме и ние. Некој е одсутен. Дали Чернодрински или ние? Се прашува Горан Стефановски. Зашто денес и ние говориме за Стефановски, а преку Стефановски за Чернодрински, повторно по повод. Така што еве сме тука, по година помината без Горан Стефановски. А Горан Стефановски го читам и гледам, што би се рекло, и го познавам од своите средношколски и факултетски денови. Значи, со него сум во дружба 35 години. Ама ми беше предизвик да го имам само за себе и за своите слушатели, студенти и семинаристи. Затоа долго време правев напори за една убава средба, разговор со него. И таа конечно се случи на 13 август 2008 во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Потоа сакав таа средба да ја стокмам и во печатена форма. Ама некако работата не ми одеше. Прашањата беа тука, одговорите веќе еднаш беа дадени, тоест зададени, веќе поставени, одговорени токму во тие вечерни сати на тој 13 август 2008 и тоа крај Охридското езеро.
како да се повторат, како да се запишат, како да се запаметат, како да се парафразираат. Изумивме дека наједноставно ќе беше ако направивме напор да го снимиме разговорот. Ама ете, не го направивме тоа и назад не можеше. А сепак стоев на тоа дека и во ова печатено представување на Горан Стефановски треба да се чувствува двогласот, мојот и на публиката од една страна и неговото величество, драмскиот автор Горан Стефановски од друга страна. Не сакав да седнам и да напишам некаков текст за Горан Стефановски, па така решив да го присилам да зборува. И тогаш се случи еден текст кој, освен што е објавен во зборникот од предавања на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, под наслов "Во знакот на присуството на отсуството", сосема служебно видов дека кружи на интернет. Во тој текст Горан ми одговараше преку реплики од своите ликови. Значи, јас ги поставував прашањата, а одговорите на тие прашања ги барав во неговите, тоест преку неговите ликови, преку репликите на неговите ликови. Епа, така решив и овој пат, барем во ова денешно глаголење за него, да го имаме повторно неговиот глас. Горан Стефановски. Веројатно сум се уште многу млад, штом во немите полнокни часови добивам необјасниво силна желба да станам од кревет и да трчам, долго да трчам и заспаните влажни улици. Јас. Ова е првата импресија од нешто повеќе од 100-тината негови конзервирани импресии, објавени во 2005 година. Но ова е импресија која мене не ми дава мира, која не ме остава да го прифатам твоето заминување. Имам впечаток како се уште да трчаш и трчаш и трчаш и заспаните влажни улици, скопски, па и кентерберски. Имам впечаток како да седиш и тука, еве во последните редови, задуман, и како со својата рака ја подбираш својата глава и се смееш под мустај. Колку иронично. А иронијата е вметната во делото од страна на секој ироничар, таму каде што тој предпоставува дека е неопходна и му ја става на оној кој умее да ја согледа, на оној читател кој, например, Семор Четман го забележува како некој кој му приоѓа на читањето како надлабок културен чин, кој пак ќе му овозможи да стаса до второто ниво на читањето, до исчитувањето. Затоа, Горане, колку твоите драми, прости ми за ова на ти, ама искрено те чувствувам многу близок, се исполнети со така наречени иронични жаришта, места кои се доживуваат како потенцијални генератори на иронијата. Горан Стефановски. Светот е една голема утроба. Светот да е една голема утроба и јас да ја оплодам. Јас. Впрочем, постојано земаш некој тук текст и го метнуваш во својот текст со намера низ една сериозна метатекстуална игра на иронијата, да му овозможиш видување, односно ново читање на тугиот текст. И во исто време тој нов текст да го изгради како сопствен коментар, како видување на и за самиот себе. Навистина, колку возбуда предизвикува кога произведуваш иронични жаришта. Колкава е возбудата кога читателот, гледачот ќе ти возврати на тие твои иронични жаришта. Горан Стефановски. Сите се правиме маратонци, а секој во стомакот знае точно колку може да изтрча, докаде му е дадено да стаса. Јас. Во видувањето на цитатот манифестира и прикажување нови приказни, преземени од својата, но и од другите култури. Тој цитат во новиот текст предизвикува промена на неговото значење, а со таа промена се случува и процесот на деканонизација на постоечкото, при што се создаваат дела со структура на отвореност и на нестабилност, дела со транспарентно действување на самата иронија во нив. Во допирот на едното со другото, се случува она што од теоретски аспект се препознава како почувствувана празнина,
вишок знаење, допир на семантичкиот материјал на текстот и семантичкиот материјал на контекстот. Зошто толку силно инсистираш на присуството, на отсуството, Горане? Горан Стефановски. Навечер, со куфер в раце, брзам кон железничката станица, нервозно избегнувајќи ве вас, минувачите, кои ми доаѓате во пресред. Да не одев на пат, вие ќе бевте мои сограѓани, мои собраќани. Заедно уморно ќе одевме на спиење, како обично. Вака, веќе не ви припаѓа. Овие улици не е мој град. Иако се уште не сум тргнал, веќе не сум со вас, не сум тука. Веќе патувам. Јас. Дейвид Едгар, драмски автор и еден од неколкумината неоспорни ментори на новата европска драма, констатира дека скоро сите драми на 90-тите, од 90-тите па наваму се драми за мажите. Притоа нагласува дека не станува збор за некои невообичаени драми за мажите, туку за драми кои зборува за машкоста која е во криза. За разлика од 80-тите, кога новиот драмски бранд предводат жените, а драмските текстови интензивно се занимаваат со така наречените женски аспекти, драмите што ги пишуваат по новите автори стануваат се помашки. Всушност, новата европска драма постојано се искажува и докажува како драматика на бруталноста. Новата европска драма е решена да исполни две радикални и скоро непријатни задачи. Да ја шокира, тоест да ја провоцира средината, општествена, културна, и да ја наведе, да ја натера митологизираната, обединета европска средина да се соочи со грдотијата или опачината на собственото постоење. Горане, колку твоите текстови испраќаат и вакви пораки? Горан Стефановски. Околу мене предавства и убиства, палежи, колежи и сиромаштија, мака и смрт, неправда и лудило и самоубиства. Јас мирно седам и молчам и пишувам конзервирани импресии. Драги Горане, ова наше муабетење не може да престане. Затоа дури и се дрзнав и пред 2-3 недели од овој настан на твојата електронска адреса, која всушност го носи името Дебармало, majmunche@aol.com, ти напишав. И покрај се сакав да напишам. Сакав да му напишам нешто. Не ми се врати секако електронско писмо. Не ми се врати, што значи дека твојата електронска адреса е се уште активна. Ке продолжам да пишувам некои своји конзервирани импресии. Ти благодарам што те имаме, Горане Стефановски. Нема подобар подарок или богатство за еден драмски писател од тоа неговите ликови да ги изиграат без бројни големи актерски имиња. Имам често во продолжение можам да ја најавам почитуваната Јоана Поповска, доајен на Битолскиот народен театар, во чија палета од филмски театарски улоги бележиме ликови од драмите на Стефановски и да проследиме фрагмент од драмата Летно место. Имаше јадење, пиење, болук, нук, оце. Зурли, дабани. Ама, по 3 дена решив да си тргнам назад, зедо помалку од се, за да ви донесам. Ама не стасав. Оние бесмине кучиња надвор ме нападна и се ми фрлија во калта. Така ништо не ви донесов. Ама
ве чекав да дојдете, пак и аз да си заминам. Оти ми е време. Животот е за оние кои си го знаат патот, а за оние што не го знаат патот и себезден псујат, хулат по светот, за нив е затвор. Затвор и тоа мачен, мрачен, лебот им е горчлив. Зошто сме такви, Господи? Господе, истори ги сите води што ги има на земјава и наполни ги дупкиве, ама со нив. Огнот потоа да ги запали, пепел да ги стори, да ветрот да ги одве. Трага да не остане од нив цвенови. Трага да не остане од нив, оти некогаш газеле по земјава. Да остане само камен и вода. Време ми е да си замина. Пак Белким ќе биде подобро. Ќе биде подобро. Ќе биде. Белким не сме врлали, пак сите со камења по Господа. Така е. Господе, те молим, смилувај ми се. Смилувај се и нека биде волјата Твоја. Амин. Изиграв многу представи од мојот сакан Горан. Снимив по филмот Hi-Fi. Така да се ми беше многу убаво. Секогаш неговото име, неговото семејство беа со мене. Израснавме заедно. Бев поголемо девојче, ама не толку зрело. А бидејќи бев едно и растев без родител, постојано мојот татко ме оставаше да се играме заедно тројцата додека представата траеше. Се сеќавам на неговата мајка и многу големо чувство, радост, тага. Се во едно се сеќавам на таа жена. Беше многу маркантна, многу интересна жена со големи очи. Една прекрасна и многу голема актерка. Многу. Така да сите тие, целото тоа семејство ми остана тука во душата. Знаете како е детството, е најубавиот дел од вашиот живот, на кој секогаш ќе се навраќате и ќе се споменувате. Последната средба нема да ја заборавам, кога јас гостував во Лондон, денови македонската култура. Тој дојде, да не речем, со пола Лондон, дека треба да ја видат големата актерка. Треба да го чујат нејзиниот збор. Па ги почести сите, се дружевме многу даве. Тоа ми остана еден во моите најдобри, најубави спомени во мојот живот. И многу сум среќена затоа што денес можев да кажам некој збор за него и да кажам некој збор од неговите текстови, кои не значат за мене текст да прочитам тука. Ви благодарам многу.
Аманет за незаборав, ве поздравуваме со писмото на Стефановски до неговата внука Калина. Драга Калина, внуко моја, ти пишувам писмо во првите часови по твоето раѓање, пред Коледе, во очи на новата година. Во дните на зимската краткодневница, најкратките денови во годината, кога сонцето запира зачудено, речи си паднато во бездна. Предодеднаш чудесно пак да реши да крене глава и да тргне угоре, како обновено божество на светлост. Со радост во срцето те поздравувам и брзам да ти кажам дека светот одново се раѓа со секое новородено детенце. Сиот свет сега ти припаѓа тебе. И се во него е твое. Твои се земјата и луѓето и животните и билките, и морето и рибите и небото и птиците. Твои се сонцето и звездите и твоја е месечината. Се е твое. И немој да имаш тага за југ, туку ти самата биди југ. И носи го во себе кај да си. Твои се и Охрид и Струга, Лондон и Цариград, и Мачу Пикчу и Кинескиот зид, и градот на Вардар, твое и Дебар Мало. Твои се и Канео, и Нерези, и Матка, и иконите, и ангелот од Курбиново. Твоја е глаголицата на Кирил и Методи, и кирилицата на Климент и Наум. Твое македонскиот јазик. И Блаже Конески, и сета македонска книжевност, и бушавата азбука. Твои се и сите други јазици, и англискиот на Шекспир, и албанскиот на Фрашери, и српскиот на Нушиќ, и грчкиот на Омир, и бугарскиот на Вазов. За да осознаеш и почувствуваш однотре, за да умееш да ги поздравиш соседите понивно, како што е ред. Твој е пламенот на мајка ти Пламена и гордоста на татко ти Игор, и патешествието на баба ти Патриша, и јасновидноста на детка ти Јана. Твое е сиот свет. Да имаш срце на срцата, цел свет да збере, па да ја за тие гради малечко. Се клањам пред тебе, внуко моја, и пред неслутението кој ти престои. Во продолжение следува и промоција на списанието Библиотечен тренд број 48 и зборникот на излагање од 14-тата роднокрајна средба со битолските писатели од Македонија. Истите ќе бидат промовирани од доктор Николче Белјановски. Пред да кажам нешто за зборникот и за библиотечниот тренд, сакам да кажам за една жива случка со Горан Стефановски, негде 1980 година, кога тој беше асистент на Филолошки факултет англиски јазик, англиски јазик и книжевност, тој беше асистент по книжевност англиска за Шекспир, па нешто ни предаваше и за превод и така. Јас бев студент тоа време. Па после часовите тоа обично беа по навечер, тие часови после плавне, и се враќав на често пати преку мостот Гост Зеделчев. И тој, како млад, сакаше да биде над општествените норми. Сакаше да ја допре вечноста. Имаше меѓу омилените групи, музички групи, му беше и Rolling Stones. И тој ќе ми речеше, ме интересира, тој е така во превод тркалачки камења. Викаше, како е, сакам да знам како е да се биде тркалачки камен, а да не се тркала. Значи, how is to be a rolling stone and not to roll. Тоа беше оригинално негово прашање и тој често се го поставуваше тоа така и така. Значи, тој сакаше вечноста да ја добре. Се надевам дека ја добре. Сега за зборникот. Ова е 14 зборник поред од традиционалната, кој произлегува од традиционалната 14-та роднокрајна средба на битолските писатели во Македонија, кој содржа на 30, таа средба содржа на 31 мај
во нашата библиотека и темата, обично тоа оди со тркалезна маса и темата на таа тркалезна маса беше мајката, инспирација или значаен лик во моето творештво. Раководител на проектот и модератор средбата беше доктор Никол Чевелјановски, библиотекар советник, а зборникот е во издание на Националната университетска библиотека Свети Климент Охридски Битола, додека подготвувањето и печатењето е во печатницата Графопром Битола. Зборникот е во целост финансиран од Министерството за култура на Република Македонија, Северна Македонија, на 128 страници со фотографии во црно-бело се публикувани излагањата на 18 автори, од купно 22 автори кои учествуваа на средбата. Тоа се автори од Битола, Струга, Скопје и така натаму, меѓу кои академик Владимир Костов, професор Вера Стојчевска-Антич, професор доктор Христо Петрески, Билјана Т. Димко, Добре Тодоровски, Панде Мануилов, Петко Шипингаровски, Никола Хочовски, Ѓорги Прчков, Петре Димовски, Јован Јуровски, Иван Леганчевски, професор доктор Даниела Антоновска Трајковска, Весна Мундишевска Велјановска и Сања Мучкаева Видановска. За прв пат на средбата учествува и Благој Поповски, Илче Стојановски и Симона Петровска. Гости беа поетите Михајло Свидерски и Славица Баџова Свидерска. Значи, после секој овој текст во зборникот следи резюме на англиски јазик. Уредувањето на зборникот, както и преводот на резюмеата се повторно од мене. Заради самата тема, значи, имаше голем одзив од страна на писателите, кои со голема емоција пишува за своите текстови. Вообичаено јас давам по некој цитат од одредени текстови кои или реченици, односно реченици кои оставиле поголема импресија врз мене. Меѓутоа тоа не значи дека тие се подобри текстови, кога некој мислел дека тие се најдобрите текстови. Нема. Ние тоа така не го рангираме, сите текстови се добри и затоа сега овој пат со оглед на осетливост на темата сакам да прочитам само наслови од излагањата. Значи, Даниела Антоновска Трајковска, мајката како код, како лик и како метафора за животот во моето творештво. Петре Димовски, мајката на измените на животот. Јован Ѓуровски, вистинскиот бог за човечкиот род. Академик Владимир Костов, Стара ле мајка. Никола Кочовски, поимот мајка и моето творештво. Панде Мануилов, мајка ми, слика за спомен. Љубе Митречевски, мајката убиец. Весна Мундишевска Велјановска, манифестација на грандиозноста и единственоста на мајчинството. Сања Мучкаева Видановска, божественоста на мајката. Христо Петрески, мајка, ти си единствена на светот. Симона Петровска, мајка, жена, создата. Благој Поповски, мајката, милоста и мирот. Ѓорги Прчков, мајка, лик со најсветли доблести за своите деца. Илче Стојановски, мајката, се присутна во моето творештво. Вера Стојчевска-Антич, мојата мајка Мирица. Билјана Т. Димко, поезијата и мајка и дете. Добре Тодоровски, мајката како инспирација, непрележана болка. Петко Шипингаровски, мајката и мајка и татко. Сега нешто накратко за годишниот тренд. Излегува од 2003 година, значи веќе 16-та година. Ова е како двоброј 48-49 на 32 страници во колор. Подготовка, дизајн и печатењето на Графопром Битола, а списанието е финансирано и во издание на нашата библиотека. Оваќе рубрики, имаме неколку рубрики, како прва рубрика од меѓународната соработка, во која се сместени средбите во библиотеки во Шведска. Исто имавме представник на конференцијата на ИЗУН во Марибор, конкретно 2018 година, за соработката со библиотеки од Левоварден, Холандија,
на Универзитетот Стенден во Холандија, како и за нивната возвратена посета на нашата библиотека. Интересни статијата за заштита и конзервација на книгата во Универзитетската библиотека во Варшава. Потоа учество на проектот Промис во Букурешт и посетата на Националната библиотека во Букурешт. Потоа, како следна рубрика е учество на предавање и семинари. Нашата библиотека учествуваше на библиотечната унија, на средба на конференција на библиотечна унија во Варшава, потоа на семинар за дигитални услуги во библиотеките, одржан во Бања, Врујци, Република Србија, и втората регионална средба на хортикултурните библиотеки во Лазаревац, Република Србија. Исто така и на конференцијата за библиотекари која се одржа од Цетине, Црна Гора. Во нашата библиотека се одржи конференција за ромите жртви на Холокаустот. Потоа следат активности како што се промоција на книги, представување на автори, одржување, одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право, Светскиот ден на поезијата, промовирана книгата меѓу другите Малечка од Сара Шисле и сестра Касијана од Добре Тодоровски, кој предизвика големо внимание кај публиката читателска, а исто беше и промовиран прирачникот библиографски опис Составни делови. Стручни активности и работни средби. Во тој дел имаме статија за еден нов сегмент опис набавка за обработка за обработка на електронските книги, потоа заштита на библиотечното наследство и тука е и статија за Општинскиот дом на млади библиотекари 2019 за 70 годишнината на библиотекарското здружение на Македонија и за 600 годишно собрание на библиотекарското здружение на Македонија. Тука е сместена и равнокајната средба, за која ви зборував. Потоа активностите во детската библиотека, посебен проект е Тин лето во библиотеката, кој се одвиваше во неколку фази и на рубрика за најчитани книги од 2019 година, како и тука е на крајот сместено и делот околу реновирањето на библиотеката на некои помошни простори и така натаму. Ви благодарам за присуството. Читувани, ви благодариме и ве поздравуваме со надеж за повторна средба. Честит патрониот празник на нашата библиотека.